Вечер на сите. Тука сме собрани сите кои имаме една заедничка работа. А тоа е, не можеме да гледаме и да трпиме неправди. Голема неправда се случува. Се гонат луѓе, политички, безправно, незаконски, луѓе, наши граѓани, наши патриоти, уметници, глумци, наши вредни пратеници. Луѓе, ова е срам. Срам за сите кои што го прават ова, но и срам за сите нас. Бидејќи, ние ја правиме сликата на Македонија. Македонија во која е погазена демократијата. Ке се срамиме сите, ке се срамат нашите деца и нашите внуци. Им порачуваме на власта да престанат со овој политички прогон, а ние нема да застанеме тука и нема да замолчиме. Ке направиме се што можеме, се што е во наша моќ. А тие треба да размислат што прават и што сакаат да постигнат со ова. Дали нивното ветување за економски развој и за реформи кои ги најавуваа, реформи со кои треба Македонија да се доближи до светот, е лага на векот. Дали нивната цел е да се уништи патриотското, чувството на македонецот за Македонија? Да ги прашаме, зошто ќе им служи тоа? Дали нивната цел е да ја уништат ВМРО ДПМН како единствена патриотска партија во оваа држава? Ке ги разочараме. Нема да им успее тоа. Нема да го срушат чувството наше и нашата љубов кон нашата татковина. Нема да не уништат. Тука сме и ќе бидеме колку што е потребно се, за да се задоволи правдата, да се пуштат на слобода, да не се гонат недолжните луѓе. Срамота. Ова ќе го кажуваме, ќе го раскажуваме и ќе го пишуваме во сите наши комуникации со нашата и со надворешната меѓународна јавност. Секој нека ја дознае вистината. Овој политички прогон е голема срамота за сите, за цела држава. Слобода за сите наши патриоти, за сите честни граѓани. Слобода за нашиот бивш министер за внатрешни работи, господинот Митко Чавков, кој беше успешен министер, кој што својата енергија и целото свое знаење го вложуваше во напори во сузбивање на криминалот. Зар сега тој заслужува да се нарекува терорист? Ова е жално. Ова е срамота. Зар господинот Игор Дурловски тоа го заслужува? Зар Давор? Зар другите наши уметници, архитекти, граѓани, патриоти? Зар нашите вредни пратеници? Или на некого му одговара да се намали бројот на нашите пратеници, за да можат лесно да се носат лоши закони и договори кои се на штета на Македонија? Повикуваме да се освестат властите што го прават овој политички прогон, да го прекинат, да овозможат нормално функционирање на институциите на државата, за доброто на сите нас, за доброто на нашите деца и на нашите внуци. Ви благодарам.